доаѓате? Добар ден. Денешниот ден од аспект на безбедносната состојба е стабилен. Министерството за внатрешни работи постапува согласно надлежностите кои што ги има. Согласно информациите кои што ги имам од утринава, сите избирачки места се стабилни, отворени, граѓаните може да си го остварат своето право на глас во една мирна, фер и демократска атмосфера. Но, нажалост, тоа не можам да го констатирам во текот на вчерашниот ден, од аспект на сите оние незаконити настани кои што се пријавени до Министерството за внатрешни работи. Во текот на вчерашниот ден имаме повеќе незаконити активности на територија на Република Македонија. И тоа во рамки на СВР Охрид, еве да започнем од таму, имаме констатирано незаконски действија од страна на два члена на избирачки одбори, кои што ги злоупотребиле личните податоци на граѓаните, злоупотребиле гласачки ливчиња на граѓаните, споделувале во групи, а при тоа таквите незаконски активности биле користени за информирање на одредена политичка партија кој го остварил правото на глас и за кого е остварано правото на глас. Во однос на овој конкретен предмет се постапува во координација со надлежен јавен обвинител и се преземаат соодветни действија се со цел за расветлување на истиот случај. Незаконите активности имаме исто така и на подрачјето на СВР Куманово, односно во Крива Паланка се утврдени незаконски активности од аспект на подкуп на гласачи во интерес на одредена политичка партија, на одредена бензинска пумпа се давани бонови, кои што бонови се искористувани од страна на членови на одредена политичка партија, барем такви се изјавите кои што се дадени, по нападствија на председателот на општинскиот огранот на предметната политичка партија. И во овој случај се постапува од страна со нападствија од страна на надлежен јавен обвинител и се превземаат мерки. На територија на СВР Велес, исто така, во текот на вчерашниот ден Министерството за внатрешни работи имаше доста работа. По информации оперативни добиени од страна на СВР Велес, со наредба од страна на јавен обвинител, извршен е претрес во рамки на домот на едно лице, кое што е поврзано со одредена политичка партија. Во неговиот дом се пронајдени повеќе пиштоли, кои што се незаконски држени од истиот. Исто така се пронајдени парични средства во висина од прилика негде околу 20.000 евра. И пронајдени се списоци на луѓе кои што претпоставката е дека требало да бидат на незаконит начин внесени во рамки на одредени незаконски активности, односно истите да бидат подкупени се со цел да го дадат правото на глас спротивно на нивната волја. Во врска со овој кривично правен настан од страна на судија на претходна постапка е изречена и мерка за обезбедување, најстрога мерка за обезбедување, односно лицето е во притвор. Исто така во текот на вчерашниот ден имавме незаконитости во насока на повреда на тајност, во насока на повреда на изборниот процес на територија на СВР Охрид во градот Кичево, каде што се забележени повеќе возила кои биле управувани од лица кои што вршеле подкуп во интерес на одредена политичка партија и во однос на овој кривично правен настан се постапува од страна на Министерството за внатрешни работи. И исто така можам да издвоам еден кривично правен настан повторно на територија на СВР Велес, но во град Неготино, каде што пратеник од одредена политичка партија, искористувајќи одредени податоци кои што треба да бидат тајни, односно податоци кои што се однесуваат на средства доделени во рамки на ИПАРД програми, се јавувал кај луѓето кои што биле корисници на такви средства и при тоа во текот на вчерашниот ден, каде што требаше да имаме молк, влијал на македонски граѓани да го дадат своето право на глас така како што тој сметал, а не така како што они сметаат дека треба да го остварат. И во овој случај се постапува во координација со надлежен јавен обвинител. Мојата порака која што сакам да упатам до граѓаните е
да масовно во текот на денешниот ден си го остварат своето право на глас и не дозволат нивната волја да биде киднапирана од страна на било кој субјект и на било каков начин. Секој македонски граѓанин може да го оствари своето право на глас и е должен да го оствари своето право на глас на еден таен начин, а позади параванот никој не може да знае за кого во едни фер и демократски услови секој македонски граѓанин ќе го даде своето право на глас. Повикувам на масовна излезност, заради тоа што само така можеме да имаме едни европски избори кои што ќе не однесат таму каде што и заслужуваме да бидеме. Сакам да упатам огромна благодарност како до новинарите, така и до нашите меѓународни пријатели и до сите наблюдувачи кои што будно ќе го следат овој изборен ден. Министерството за внатрешни работи ги има сите човечки капацитети, технички ресурси потребни за да гарантираме еден фер и демократски изборен процес и при тоа македонскиот граѓанин слободно, врз основа на сопствено убедување, си го оствари своето право на глас. А секој еден кој што ќе се обиде на незаконит начин да влијае било како во рамки на овој изборен ден, треба да му биде јасно дека Министерството за внатрешни работи во координација со надлежен јавен обвинител и судот ќе делуваат безкомпромисно секое незаконито действие од страна на секој еден поединец, ќе има име и презиме и ќе одговараат пред законот. Ви благодарам.